Добро вечер. Светот и Македонија денеска го слават 9 мај, денот на победата над фашизмот. Ова не е само историски спомен, туку жив доказ дека македонската слобода е извојувана со сопствена жртва, непокор и јасна визија за самобитност, од пламенот на антифашистичката борба до темелите на АСНОМ. Централната свеченост се одржа пред платото на владата. Еве ги пораките. Слободата никогаш не е подарок. Таа е избор, жртва и одговорност. И колку тоа некој да сака да го сокрие или прескокне, нашите предци беа на исправната страна на историјата. Имаш и такви челници на народи кои тоа не беа. Беа непријатели во оваа битка и низ нишан се гледаа. И тоа не беа администратори, туку беа окупатори. И јас, без нималку предрасуди, на сето ова гледам како на историски факти. Сакал некој да признае или не? Се срамел некој или не? Денес ја поздравуваме вредноста и храброста на оние кои што се бореа и жртвите на оние кои што загинаа. Се сеќаваме не само на крајот на војната, туку и на раѓањето на Европската унија. Најмоќното оддавање на почит на оние кои што ги жртвуваа своите животи. Ова е денот кога треба да се потсетиме дека решителноста ја натера Европа да ги надживее оние турбулентни времиња и дека тоа го прави низ децениите наназад и го правиме и сега. По повод одбележувањето на 9 мај, денот на Европа, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта преку видеопорака се обрати до македонските граѓани. Dear citizens of North Macedonia, I'm addressing you today as future members of the European Union. On Europe Day, we celebrate our common European project, when our founding members choose unity over division and cooperation over conflict. They decided to build a future of peace, freedom and prosperity on the ashes of the Second World War. We believe your future is in the European Union. A lot of hard work is taking place to make it happen. Your country has been a candidate for European Union membership for many years. It is time to take the next steps forward. Together, we will build a shared European future. Long live Europe! А денеска, денот на Европа, беше повод за политички пораки, но и обвинувања за тоа кој бил за, а кој против интеграцијата на Македонија во Европската унија. Премиерот Мицкоски кажа дека нашиот пат водел кон Европската унија, но пазар со македонскиот идентитет нема да имало. Филипче пак изјави дека Македонија била, како што ја нарече, Венецуела на Балканот. Се постава прашањето зашто не сака да го направи чекорот кој што сите знаат дека треба да го направи и кој што никако не го загрозува нашиот идентитет, култура или било што премиерот сака да го прикаже како предавства, тоа се уставните измени. Еве, вие кажете за какво обединување станува збор. Не е тоа суштината. Мора знаете дека луѓето не сакаат напред во Европа. Не сакаат европска контрола на системот. Зашто сакаат да продолжат да крадат народни пари преку наместени тендери. Тоа е суштината. И ќе видите кога ќе се отворат скандалите преку Унгарија и бизниси и медиуми и се за каков систем станува збор што не држи тука намерно на страна од Европа. Колку и да постојат празнини и недржавничко однесување на нашиот политички естаблишмент, добро знае дека пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Ниту ми паднало на ум такво нешто. Ова моја позиција им пречи на неколкумина. Но и тие знаат дека честа нема цена и дека никогаш нема да нанесам било каква штета на нашата заедничка татковина. Се одржа конгресот на коалицијата ВЛЕН, која се обединува во единствена политичка партија. Целта на ова спојување е поголемо политичко влијание и факторизација на движењето кај албанците во земјава. Единството е сила,
секогаш кога сме како едно, сме посилни, ќе биде се појасно, ќе имаме двајца председатели, ко председателство ќе имаме, што е новитет, но тоа што често јас го спомнувам и многу битно е што порано, ако се навратиме во 97-та година, например, тогаш сме имале обид за политичко спојување на две политички партии, не беше успешно, но ние тука сега сме 5 политички субјекти, се надминавме себе си, се надминавме се, станавме едно. Дали беше лесно? Не, никогаш не е лесно, но добрата волја на сите, посебно на нашите лидери и на нашите структури е таа силата што не движеше напред. Автобус кој превезувал ученици од екскурзија бил одземен за вонреден технички преглед на автопатот Велес-Скопје, откако предходно бил пријавен поради дефекти за време на патувањето. Како што информира од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен во СВР Велес од страна на граѓанин чие малолетно дете се наоѓало во автобусот со скопски регистарски ознаки, собственост на правно лице од Скопје. Според пријавата, автобусот неколку пати се расипувал за време на враќањето од екскурзијата. На 8 мај 2026 во 22 часот и 50 минути на наплатна станица Отовица на автопатот Велес-Скопје од страна на полициски службеници од СВР Велес бил сопрен автобус Сетра со скопски регистарски ознаки, управуван од Аѓ од Скопје. Автобусот е одземен и пренесен во станица за технички преглед за утврдување на техничка исправност, велат од МВР. Учениците и останатите патници биле безбедно пренесени до крајната дестинација со друг автобус. Од полицијата најавија дека по целосното расчистување и документирање на случајот, како и по завршувањето на вонредниот технички преглед, ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Спроти предстојната туристичка сезона, една од најголемите атракции во Скопје, жичницата на Водно, ќе биде затворена. Причина – дефект кој се случил поради повеќе годишно несоодветно одржување. Градоначалникот Орце Георгиевски изјави дека нема да се дозволи прво да се случила уште некоја несреќа, па потоа да се реагирало. Игор Манасиевски. Тивко и без многу гужва беше ова саботно попладне на Средноводно. Иако вообичаено, ова е место каде скопјани бегаат од градскиот метеж во природа, врнежливото време, но и затворената жичница го намалија интересот за посета на овој бисер, кој е толку блиску и достапен до градот. Информациите за затворањето на жичницата за голем дел од граѓаните беше нова. Тие со поделени мислења околу затворањето на жичницата, која најверојатно ќе се поправа цело лето. Дел од нив сметаат дека навистина е штета да се остане без таква можност, која доста стари лица, семејства со мали деца и странци ја користеа за да го посетат врвот на Водно. Во секој случај штета е што не работи, а треба да работи, значи тоа е еден символ што го има градот. Меѓутоа, ако гледаме на позитивната страна, ќе одиме пешки, ќе пешачиме. Прв пат слушам. Мислам тоа ќе е голема штета за народот, за луѓето, за што доаѓаат гости. Странци нонстоп имаше горе. Сега кој ќе се качи, кој не. Ќе седи тука на средно. Тоа е. Па многу голема штета е. Ќе нема луѓе. Ќе нема да додат. Ретко ја посетувавме, али до кога не знам, до кога нема да работи цело лето. Ќе биде проблем, ќе биде штета. И ја лично нема да осетам, градот веројатно да. Според информациите, жичницата е затворена од 25 април, откако во техничка инспекција за прв пат по 15 години дошле стручни лица од компанијата која ја монтирала и која би требало и да ја сервисира оваа инфраструктура. Градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски за катастрофалната состојба во која се наоѓа жичницата прстот го впери во своите претходници, кои не презеле ништо за редовни сервиси и замена на делови, кои се од витално значење за безбедноста на посетителите. Веќе побаравме понуда да видиме колку ќе кошта, односно колку ќе го чини градот и јавното претпријатие сето она што би значило целосна дефектажа и враќање на жичарата во состојба во која што јас ќе бидам пред се сигурен дека секој дете, секој граѓанин на градот Скопје ќе биде сигурен кога ќе ја користи истата. Нам не ни требаат ново кочани или не дај Боже било каква трагедија после која што ќе треба да се освестуваме одново и да делуваме. Кога ќе проработи повторно жичницата, градските власти не можеа да кажат, бидејќи сега тоа зависи од процедурите, но и од компанијата која ќе ја сервисира.
Она што се надева градоначалникот е дека во најавениот ребаланс ќе се предвидат финансии за отпочнување на втората фаза, која предвидува изградба на жичница од детската клиника Козле до Средноводно. Инаку жичницата од Средноводно до Миленимскиот крст беше пуштена во употреба во 2011 година. Ја градеше австриската фирма Допелмаер и чинеше 6,7 милиони евра. Има 28 кабини со носивост од 640 килограми и капацитет за 8 лица во кабина. Она што беше краткотраен прекин пред 10 дена се претвора во долготраен прекин. Ова лето на врв на Водно ќе може да се оди само пеш, бидејќи жичницата е целосно затворена. Толку во вечерните вести. Останете со програмата на Канал 5. Имајте пријатна вечер.